почитувани пријатели, еве ме во едно поинакво издание во мојата градина. Честопати зборувам на тема колку е важно да пазиме на нашето здравје во една комплетна смисла. Во смисла дека не е само да јадеме здрава храна, така да поедноставиме, туку како и каде е произведена таа храна е изворедно важно. Тоа што сакам да го истакнам и на кое што би сакал многу да се задржаме е моментот дека здравите растенија кои што треба да бидат наша храна потекнуваат од некаде. Тие потекнуваат од здравата почва. Темата за здравата почва ценам дека е во суштината на човечкото здравје. Иако нели многу пати бегаме од таа тема, можеме на многу места да се дисперзираме, не треба да забораваме повторно и повторно дека здравата почва, почвата која што ги има хранливите елементи што му требаат на едно растение, е тоа кое што нам ни е важно за да можеме да почнеме воопшто да го градиме нашето здравје. Една интересна студија ќе споделам со вас, таа е доста нова, да речеме, релативно нова. Читав анализа за тоа како различни видови на одбрани, повеќе примероци на моркови, каков е типот на материите кои што се во нив, или поточно антиоксидансите, дека може да се разликуваат и до 40 пати. И тоа во основа зависи пред се од тоа во каква почва е одгледан тој морков. За конкретната студија. Значи, замислете сега, вие може да изедете еден морков и тој да биде толку полн со антиоксиданси, што некој друг треба да изеде 40 лошо произведени моркови, за да ја земе истата вредност, нутритивна вредност, која што ја има кај вас во тој еден морков. Мислам, преку оваа научна студија и преку овој еден едноставен морков, само сакав да ја доближам важноста на тоа што има во почвата. Што има во почвата, не можеме да знаеме напамет, не се дознава преку гледање, преку нели, иако сето тоа е корисно, меѓутоа ние треба да направиме анализа за да знаеме. Таму почнува оваа цела приказна на одгледување на здрави производи според мене. Тоа е моментот кога треба да се земе примерок, почвени анализи, така стручно да се изразиме, и да се види што има во таа земја, што фали, што може да се додаде, на кој начин истата да се оплемени. Тука се заблагодарувам на моите пријатели AG Futura технологии, со кои што соработувам и кои што може тука да ви помогнат и вам, токму во тој дел, да не дојде човек во ситуација да си предпоставува што има во почвата и сега ова да додадам, она да додадам, туку да знае на што е, кога ќе биде направена таа анализа, и да знае преку тие почвени анализи во кој правец треба да се движи. Например, многу навидум прости работи, пеха на почвата, без да навлегувам во многу стручно изразување, киселоста на почвата, така народно да кажам, дали таа е во оптимални граници или не, може да биде разликата меѓу дали тоа растение воопшто ќе вирее и колку ќе биде хранливо за ние утре да го консумираме, дали ќе има род или ќе нема. Во некоја таква едноставна работа како што е пеха на почвата може да биде одредено во позитивна или во негативна смисла на зборот. Уште збор два би додал за моите пријатели од AG Futura технологии, дека со нив можете да договорите померка, прецизна соработка во однос на тоа што вам би ви одговарало, бидејќи знам дека ја нудат и таа опција. И би се вратил само на мојата основна порака дека да се грижиме за почвата, да посветиме внимание, бидејќи без добра почва нема здрави растенија, без здрави растенија нема здрави луѓе. Ви благодарам многу.